Благодарам, почитан председателя на Националниот сојуз на глуви и наглуви, почитувани колеги министри, почитувани присутни, пријатели од Националниот сојуз, почитувани представници на медиумите. Со искрено задоволство ја прифатив поканата да бидам дел од овој убав настан за промоција на пилот проектот Дигитален толкувачки сервис за глуви и наглуви во организација на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија. Тука сме заеднички да изразиме поддршка, што ќе биде од големо значење за сите, бидејќи во насока на материализирање на веќе потврдениот став да бидеме оној неопходен институционален поттик и поддршка во развој на заштита и грижа за инвалидизираните лица во нашата држава. Проектот во суштина е надградба на веќе востановениот проект на Националниот сојуз од 2019 година за формирање на кол центар за глуви и наглуви, кој што работи до денес, а преку кој сертифицирани толкувачи на знаковен јазик ги обслужуваат и одговараат на видеоповиците, што представува одговор на потребите и барањата на глувите и наглувите со кои комуницираат на знаковен јазик. Со овој нов проект, кој го промовирате денеска, вашата цел е да добиете што повеќе релевантни податоци за тоа колкава е потребата од страна на глувите и наглувите лица за остварување на видеоповици, со што би се надминале пречките со кои овие лица се соочуваат при комуникацијата со институциите. Поаѓајќи од утврдениот концепт полицијата во служба на граѓаните, ние како Министерство за внатрешни работи преку нашите секојдневни активности покажуваме дека секој еден граѓанин е важен, како во делот на зголемувањето на безбедноста, така и во делот на што поголема достапност на услугите на Министерство за внатрешни работи кои ги нуди кон граѓаните. Во оваа прилика дозволете ми да ја истакна посветеноста на институцијата со која што раководам, како и мојата лична заложба и заложбата на мојот тим да работиме на трансформацијата на институциите за да се намали тој видлив расчекор помеѓу потребите и можностите во системот. Тука сме да ја дадеме нашата поддршка со цел да се постигне еден ефикасен одговор за решавање на сите прашања на најделотворен начин. Стоиме на располагање да ги утврдиме формата и начинот на соработка со цел промовирање и афирмирање на областите од заеднички интерес, пропишани со позитивните законски прописи и други подзаконски акти, а со осебен акцент на инклузивноста, еднаквоста и недискриминацијата како основни вредности кои имаат крајна цел олеснување на животот на сите глуви и наглуви лица во Македонија. Покрај ова, како влада водени од Конвенцијата за правата на луѓето со попреченост, преку политиките за промовирање на можностите на граѓаните од заедниците на глуви и наглуви, го изедначивме знаковниот јазик со сите други говорни јазици. Секако од круцијално значење е институциите да осознаат за потребите и за проблемите со кои што се соочуваат лицата и да тежнеат да се справат со оваквите предизвици, но тука би сакал да споменам еден многу важен момент. Паралелно со реформите во институциите, неопходно е подигањето и на свеста кај граѓаните. Чекор понатаму и пошироката јавност да учествува во отстранувањето на бариерите, како во физичка, така и во социјална средина. Затоа неретко велам дека за нашето општество е потребна реформа на умот. Секој еден заслужува еднаков статус во правата и сите заедно треба да работиме кон целосна интеграција на глувите и наглувите лица, како во секојдневниот живот, така и во работната средина. Од тука наша заедничка цел е поддршка и развој на отворено, правично, демократско и инклузивно општество, базирано на еднаквост. Да ја култивираме различноста и да создадеме силно општество кое е отпорно на сите форми на дискриминација. Ја преземаме задачата да создадеме пријателски средини за еднаков пристап и за вклучување на нашите сограѓани со оштетен слух во
општествените и политичките процеси. Да го направиме сите заедно пристапот до информации и услуги што подостапен за нашите сограѓани во секојдневието на нивниот живот. Ви благодарам на вниманието.